Ова е дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме веднаш по кратките најави. Земјоделците заинтересирани за ИПАРД 2. Кривична за момчето кое мачеше куќе. Пензионерите со настан по повод 8 март. Земјоделците од Кумановско се заинтересирани за можностите кои што ги нуди ИПАРД 2 програмата. Тие секојдневно се информираат во подрачната канцеларија на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Повикот трае до 14 април. Голем е интересот за добивање финансиска поддршка преку ИПАРД 2 програмата, со која земјоделците можат да ги модернизираат своите фарми, информираат од подрачната канцеларија на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Огласот трае до 14 април, а сите заинтересирани потребните информации може да ги добијат во канцеларијата на Агенцијата. Станува збор за повикот инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства од ИПАРД 2 програмата, која им овозможува на земјоделските стопанства широк спектар инвестиции во примарното земјоделство и сточарско производство, вклучително инфраструктурни зафати. Тука се опфатени голем број на бранши од земјоделските активности и по сточарско производство, и по растително производство, и преработка и маркетинг на земјоделски, сопствени земјоделски производи, од све набавка на садници, набавка на садници, овошни садници, садници на грозје, трпезно грозје, набавка на приклучна механизација. Едино што не е опфатен е тракторот, како не е предмет на инвестиција, и како што знаете и од претходните ставката за трактори е потрошена. Очекуваме од наредна година, ако се акредитира ИПАРД 3, тогаш ќе има и трактори. Како што знаете, сите овие активности околу собирање документација, околу изготвување на барање, изготвување деловен план, совети, информации во врска со ИПАРД и било што се однесува за земјоделството. И како што знаете, ние советници вработени во Агенција за поттикнување на развој на земјоделие, тоа нудиме бесплатно, на земјоделците. Така да прва точка за сите информации за земјоделците сме ние тука, овие канцеларии, и од тука после продолжуваат понатаму. Сите кои сакаат да аплицираат треба да имаат комплетна документација и да пополнат и поднесат барање за користење средства од ИПАРД програмата 2014-2020 за мерка 1 инвестиции во материјални средства на земјоделските стопанства и придружна документација како што е наведена во јавниот повик. Барањето може да се достави по пошта, како препорачена пратка или лично во писарницата на Агенцијата. Овдека може да аплицираат и индивидуални земјоделци, и земјоделски стопанства регистрирани во РСЗ, и правни и физички лица, сите може да аплицираат. Финансирањето почнува со 60%, значи кофинансирање од државата, и ако е испод 40 години плюс 5%, значи 65%, ако е у планински предели 70%. И што е интересно, овој јавен повик, гледам тука, има како новина 10% плюс се финансира, ако инвестицијата е во врска со манипулација, со арско ѓубре, со азотни ѓубрива, значи што има врска со зачување на животна средина и исполнување на стандардите за чување на животна средина. Така да очекуваме да има доста апликации. Сме подготвени да ги чекаме, да ги услужиме земјоделците, и мислам дека ќе има успех.
Од агенцијата се надеваат дека искористувањето на средствата од ИПАР 2 ќе придонесе за квалитет и безбедност на храната, заштитата на животната средина, заштита при работа, но и ќе се подобрат условите за живот во руралните средини и руралната економија. Кумановската полиција го пронајде момчето кое мачеше куче на игралиште, за кое се тврдеше дека е во Куманово. Момчето е малолетно, а случката е снимена на игралиште во Старо Нагоричане. СВР Куманово до Основното јавно обвинителство Куманово поднесе кривична пријава против 17 годишен малолетник од селото Стрезовце, општина Старо Нагоричане, поради постојање основи на сомнение дека сторил кривично дело мачење животни по член 233 став 1 од Кривичниот законник, информираат од Министерството за внатрешни работи. Пријавениот на 29 февруари околу 21 часот на игралиште во селото Младо Нагоричане удрил куче. Тешко е да се поттикне рурален развој кога постојат сериозни пречки од различни аспекти. Ова го истакна археологот при Кумановскиот музеј Дијан Ѓорѓиевски, гостувајќи во емисијата Став. Што треба да се промени за да државата делумно се приближи кон рурален развој, каков што имаат европските држави? Ке слушнете во следната изјава. Како работам во музејот во Куманово, многу често одам на теренска работа во кумановските села и отприлike знам и менталитетот и на луѓето и составот на тие села. И сега со ова искуство кое што го имам, да кажеме, со културниот туризам пред се, можем да кажем дека многу тешко може да се направи нешто во поглед на развој на руралниот развој. Затоа што постојат навистина сериозни пречки. Едниот е демографски, значи ние имаме празни села. Понатаму и во тие села кај што живеат луѓе претежно е старо население. И каде што е старо население и да има младо население, претежно е неедуцирано, барем во поглед на земјоделието, значи да не зборуваме за културниот туризам, меѓутоа не е едуцирано и во поглед на земјоделието. И тоа се огромни проблеми кои што многу тешко може да се решат. Значи вие може да донесете закони какви сакате европски, може да донесете проекти, односно пари за реализација на проекти, ама ако нема кој да ги имплементира на терен, многу тешко може да се направи нешто и понатаму постојат и тие природни проблеми. Значи иако ние традиционално се сметаме за земјоделска земја, климата кај нас не е баш непогодна за развој на земјоделието, односно многу зависиме од климата и многу малку се вложува во тие софистицирани опреми кои што ќе одменат климата, односно кои што ќе им помогнат на земјоделците не секогаш да зависат толку од климата. Верувам дека постоеше и една замисла за реализација на еден владин проект, беше тоа доколку младите луѓе се мотивираат да се враќаат или за прв пат да се населат во руралните средини и при тоа се работи преку проекти на нивна едукација и на обезбедување на добри услови за, односно не основни, туку нормални услови за живот, затоа што нема нормални услови за живот во овие села. Верувам дека тогаш можеме да размислуваме Македонија да почне да се приближува на нон степен на рурален развој кој што го имаат, да кажеме, Франција или Германија. Меѓутоа сега кога ги немаме овие компоненти, а тоа се млади едуцирани луѓе кои што ќе сакаат да работат во село, ние ќе имаме проблем при реализацијата на европските идеи, на европските проекти во руралните средини. 48 годишник во повеќе наврати извршил облјуба врз малолетно девојче од Липково, на кое и бил очов. Вчера околу 5 часот во шума помеѓу скопските села Паничари и Буковиќ, полициски службеници од СВР Скопје го лишиле од слобода ФТ 48 години од Сарај Скопско, кој се барал по распис од СВР Куманово поради сомнение за сторено кривично дело полов напад врз дете кое не наполнило 14 години, информираат од Министерството за внатрешни работи.
На 26 септември минатата година во СВР Куманово било пријавено дека ФТ извршил облјуба врз 14-годишно девојче од село од општина Липково, на кое и бил очув. Подоцна во разговор со полициски службеници, девојчето изјавило дека нејзиниот очув и претходно, уште кога имала 12 години, во повеќе навратил извршил облјуба врз неа, појаснуваат од полицијата. ФТ бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Сдруженијето на пензионери, односно секцијата за културно-уметничка програма, синоќа во Занечискиот дом организираше манифестација по повод Меѓународниот ден на жената 8 март. Со богата културно-уметничка програма, Сдруженијето на пензионери синоќа во Занечискиот дом го одбележа предстојниот Меѓународен ден на жената 8 март. Настанот го организираше Комисијата за културно-уметнички дејности при Сдруженијето. Ние имаме неколку секции кои што со своји членови учествуваат во оваа програма и како што гледате и од драмската, и од хорската, и од рецитаторската, имаме литературен клуб, распишавме конкурс на тема жена како вечна инспирација и тие што се пласира добро, прочита своји творби, така да се во чест на празникот на жената. Хорот брои негде 23 четворица, имаме 4 гласа, 2 женски гласа, 2 машки, имаме настапија 4 солисти, исто 2 мажи, 2 жени, пензионери се све во прашање, како и 6 творби литературни се прочитаа, кои што најдобро беа пласирани по конкурсот. Гостини беа учениците од Основното училиште Крстен Мисирков со своја некоја пеачка група, кој што мислам дека убаво ја освежија програмата, и имавме на крај еден, да речам, скеч на тема 8 март исто така. Мислам дека беше забавно, публиката многу убаво реагираше, сите беа пропратени со аплаузи и се надевам дека на сите присутни тука им ја разубавивме вечерта. Сдруженијето на пензионери традиционално организира настани за сите позначајни датуми. 30-годишен жител на селото Брест заработи кривична пријава бидејќи немал дозвола за превезување огревно дрво. Имено полицијата поднесе кривична пријава против СБ 30 години од селото Брест, општина Чучер Санде во Скопје, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело вршење јавен превоз без поседување лиценца, информираат од Министерството за внатрешни работи. Пријавениот, како што појаснуваат од полицијата, на 1 август минатата година во селото Липково, без регистрирана дејност во својство на физичко лице и без да поседува лиценца за јавен превоз, издадена од надлежен орган, вршил јавен превоз на огревни дрва со товарно возило Мерцедес во негова сопственост и со испратница издадена од фирма од село Гошинце. Во продолжение вестите од Македонија. Двајцата нови диагностицирани пациенти позитивни на коронавирус се сопружници од село во близина на Дебар, кои што во нашата земја пристигнале од Бреша, Северна Италија на 27 февруари. Нивната состојба е стабилна и имаат лесна клиничка слика. Во земјава допатувале со автобус со уште 40 патници, кои се идентификувани и ќе им бидат направени проверки. По доаѓањето во земјава патниците немале никакви симптоми и за прв пат со сосема лесни симптоми се јавиле на 2 март во понеделникот на матичниот лекар, кој не препознал индикација да се направи тестот за коронавирус. Ги пратил на домашно лекување за да вчера се јават во болница во Дебар, каде што доаѓа инфектолог од Гостивар, рече министерот за здравство Венко Филипче. Филипче информира дека после влезот на границата од автобусот патниците се симнувале во Куманово, во Скопје и во Дебар. Преку Министерството за внатрешни работи веќе се најдени
имињата, матичните броеви на сите 40 патници во автобусот кој што влегол на 27 февруари. Епидемиолози со асистенција на припадници на Министерството за внатрешни работи ќе направат интервјуа со патниците и согласно податоците кои што ќе ги дадат, согласно нивната здравствена состојба, анализа на контактите кои што тие ги имале, ќе бидат преземени соодветни мерки. Состојбата со пациентката која е хоспитализирана на клиниката за инфективни болести и фербилни состојби и чии резултати се покажаа како позитивни на вирусот на 26 февруари е стабилна. Владата по вчерашната седница излезе со препорака до 13 март да се ограничат јавните настани со гости од странство, да нема поголеми јавни собири, а спортските надпревари да се играат без публика. Со помош на мобилните оператори, како што информираше министерот Филипче, сите странци кои доаѓаат во државава добиваат текстуална SMS порака во која стои дека доколку почувствуваат за време на престојот некакви симптоми слични на грип, да се јават на телефонот на Институтот за јавно здравје. Тоа, како што додаде, е една дополнителна мерка со информации како на флаерот кој странците го добиваат или го сликаат на граничните премини. И покрај новите два случаи позитивни на коронавирусот, според Филипче, нема простор ниту препорака да се преземаат нови дополнителни мерки од оние што веќе се преземаат. Партиите ги интензивираат своите активности во пресрет на изборите закажани за 12 април. Тие бираат кандидати за што имаат уште неколку денови. Од според роковниците до 12 март треба да ги поднесат кандидатските листи до Државната изборна комисија. Од СДСМ вела дека покрај изборот на кандидати во партијата паралелно се одвиваат и разговорите со БЕСА во делот на утврдување на заедничките кандидатски листи. Разговорите на сите нивоа ќе се одвиваат се до Конгресот на СДСМ до 9 март. Има интензивна работна атмосфера во СДСМ, велот од партијата, а ќе има и викендов се до понеделник, кога ќе ги заокружиме сите 6 кандидатски листи. Пред Конгресот ќе се одржат состаноци на Централниот и на Извршниот одбор. ВМРО ДПМН и коалицијата официјално листите со кандидати на пратениците за изборите на 12 април ќе ги презентира на јавен настан што ќе се одржи во среда на 11 март. Предходно кандидатите и носителите на листите треба да бидат потврдени на седница на Централниот комитет, што ќе се одржи на 10 март во вторник. Министерството за внатрешни работи нема точен датум кога ќе дојде првата нарачка на образците за пасош. Според официјални извори, МВР чека потврда од германската компанија Веридос кога ќе тргне петина од нарачката од 100.000 пасоши, што треба да пристигнат до крајот на овој месец. Минатата недела техничкиот министер за внатрешни работи Наѓа Чулев рече дека за 10 дена ќе пристигне првата нарачка од пасошите и ќе ја ублажи кризата, но околу 20.000 граѓани чекаат пасоши. Во меѓувреме резервите се при крај. Оваа криза е предизвикана од недостаток на образци на патните исправи во земјава. Откако престана закажувањето на термини, техничкиот министер за внатрешни работи формираше посебна комисија составена од лекари, правници, економисти и инспектори за да решаваат кој има приоритет. Стапката на невработеност во четвртиот квартал лани изнесува 16,6% и е намалена во однос на третиот квартал, кога изнесуваше 17,1%. Стапката на активност во последното 3 месечи од минатата година е 57,5%, а стапката на вработеност 47,9%, објави Државниот завод за статистика. Во четвртиот квартал годинава активното население во државава изнесува 968.604 лица, од кои вработени се 807.362, а 161.242 лица се невработени. Од невработените лица, 33.508 се со високо образование, 71.914 се со средно 4-годишно образование, 12.931 со средно 3-годишно, а со основно образование се 34.869 лица. Податоците покажуваат дека најголем вработувач е преработувачката индустрија, каде се вработени 161.007 лица. Ракометарите на Куманово утре со почеток во 18 часот на домашен терен го пречекуваат составот на Прилеп во рамките на првата машка ракометна лига.
Кумановци за сега се наоѓаат на средината од табелата, додека Прилеп ќе биде тежок противник кој е второ позициониран со 10 бода повеќе од Куманово. Мечот се игра во градската спортска сала. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со дожд. Максималната температура се искачи до 16 степени, а минималната беше 5. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно со дожд. Дневната температура ќе достигне до 11 степени, а утринската ќе биде до 7. И тука е крајот и на денешниот дневник. Ви посакувам убава и пријатна вечер и убав и пријатен викенд. Довидување.